Навистина е многу интересно како се случи во Македонија во последните 2-3 години. ВМРО ДПМН всушност да ја изгуби битката на интернет просторот и како се случи да и покрај таа инвестиција што они де факто ја направија градејќи една цела армија на ботови, на фейк сајтови, на фейк профили, на Facebook, на Twitter и така натаму, сепак на крај да бидат поразени во тој етер и да една слободна мисла, една самоорганизирана, да кажем, заедница на социјалните мрежи да понесе превласт. Мислам дека тоа играше значајна улога во превратот демократски во Македонија, особено во времето кога ВМРО де факто ги контролираше 90% од сите традиционални медиуми, но после затварањето на повеќе од тие медиуми, после промената на уредувачката политика на клучните телевизии, националниот председна Сител и на Канал 5, кои што се обидоа да се вратат во некакви поизбалансирани рамки, иако мислам дека се тоа се уште две прилично скандалозни телевизии, ВМРО практично остана без таа поддршка во традиционалните медиуми, а потоа се насука на извесен начин и во социјалните мрежи. Социјалните мрежи се неопходност во денешната политика, тие се без друго еден од клучните фактори за брзо ширење на пораките, тие се секогаш извор на разноразни говори на омраза, тие се извор на разноразни фалсификати, екстремизми, фейк ньюс, она што се нарекува и така натаму. Меѓутоа, мислам дека бранот на оваа изборна победа на последните локални избори за Социјалдемократскиот сојуз и таа целата голема коалиција беше толку силен, што дури никога би биле и да беа подобри во сферата на социјалните мрежи, ВМРО сепак ќе ги изгубеше изборите, веројатно со приближно исти резултати. Така што мислам дека дефинитивно и де факто од сега натаму, веќе во последнија година-две, голем простор на политичка борба и на, ако сакате, на демократска размена на мислења, ставови, политики, идеи и така натаму е преселен на социјалните мрежи, на интернетот и сите оние кои што тоа го земаат за сериозно, мислам дека потоа имаат и одредени политички бенефити кои што се очигледни, иако повторно велам, социјалните мрежи се еден опасен информативен феномен, бидејќи таму често информацијата е потисната, фактите се потиснати, а се барата со фейк ньюс, со перцепции, со разноразни искривувања на реалноста и многу омраза која што се шири и поединечно во вид на клевети и навреди, а и како говорна образа кон цели заедници, без разлика дали се културни, етнички, сексуални, ако сакате и така натаму, јазични, но исходот е тој како што го видовме. ВМРО ДПМН ја изгуби таа битка.